Добро утро. Вака, значи сум зборел многу и ги има на YouTube моите објави. Да кажам ова што сакам да кажам. Значи, зошто многу пати кажувам дека судиите и обвинителката се тотално неписмени. И за ова они треба да предземат мерки. Зошто не предземат мерки? Ќе ви кажам одмah, ќе ви одговорам. Затоа дека тие добро знаат дека се неписмени. Од тоа што само јас им го кажувам, иначе сигурно и се слушнале по нешто. Како треба да биде работата? Ајде да почнем. Ово е увод за крим техничарот Ангел Божинов, меѓутоа да спомнам како се тие прво тотално неписмени. Значи, пред мене е еден записник од доказна постапка. Значи, овој записник е направен вака. Значи, се преминува, пишува, се преминува на директно испрашување на сведокот од страна на О.Ј.О. Гевгелија, значи основната јавна обвинителка Гевгелија. И при тоа, кој колку чита, може да го стопира видеото и да види, значи, дава изјава крим техничарот Ангел Божинов и тоа завршува. После се преминува на прашањето од одбраната. Ангел Божинов дава изјава и завршува. Се преминува на обштетениот, тоа сум јас, дава изјава што сакал, тоа напишал, тоталниот неписмен, со докази можам тоа да го докажам. Мимо тоа што многу се менјани записниците од тоталниот неписмен судија Иван Стаменов, ово е прво нередоследно. Основната работа како стојат законски е вака. Прво, законот од 2015 година е донесен за видеотонско снимање, односно АКМИС. Тоа што значи? Се бират по компјутерски кој ќе го води ова дело. Тоа е една работа и друго, тој АКМИС има, значи, задолжително тонско снимање. Посебно за тешки кривични дела. Не пишува тоа посебно, меѓутоа ја тоа го кажувам, кога се работи не е за една количка дрва, него се работи за убиство. И сега, дека тој закон е од тогаш, во законите стои, ако нема устови за тонско снимање, председателот на судот е должен да тоа го среди. Значи, мора да го среди, мислам, треба да го среди. Така пишува во законите. И сега, дека се тие што нема тонско снимање, нема. Нередоследно, што значи? Во зборам, јас многу пати сум зборел, значи, во испрашување било кој, дали се работи за сведок, вештак и така натак, има, тоа се вика, тоа е од англосакско право, не е од европското континентално право. Значи, тоа е од англосакско право, кое е во Македонија во употреба 50%. Меѓутоа, тие се тотално неписмени и затоа вакви записници прават. Значи, на прашањето дури не пишува која прашање. Него на прашањето на основната јавна обвинителка и он тоа одговара и завршува неговото одговарање. Јас сакав крстено да го испрашувам, почнав
ме прекинува тоталниот неписмен судија и тој си напишува тој како сака. Значи, со ваквите записници тие покажуваат и докажуваат дека се тотално неписмени. И евентуално кога би они знаеле како, тоа не смеат да го напишат. Еве и да знаеле. Им одговара да нема тонско снимање, иако ве потсетив дека председателката е задолжителна да набави тоа тонско снимање. Дали тоа може да биде и во салата, во општината. Има и дискета, има све тоа, микрофони, све тоа што работи, тоа може да направи тоа. Вакви записници биле, ама во турско време. И сега, иака кога сакам крстено да испрашувам, што испрашувам тоа како што испрашував. За нив тоа не ми одговара. Зошто? Не може да прават манипулации. Покрај тоа што зборам дека се тотално неписмени, ви кажувам за да знаете, не одинат го зборам ова, него го знам. И покрај неписменоста тие се и пристрасни. И сега тоа, знаете како изгледа? Тоа е како некое мало дете кога те лаже, демеком видел надвор авионот и сега ти треба да веруваш дека авионот летал. И ти му тврдуваш дека е тоа така, нормално, оти мало дете. Овие неписмените на овој начин па се пристрасни. И тоа оддалеку и јасно го гледам јас. Па пристрасноста е покажана во многу наврати, ама да не должам, да не бидам обширен, вака, значи, обвинителката го обвинува 123 член сум зборел, убиство со умисла. И тоа збори таа за евентуална умисла. Ова, кога отиде таму на апелација, гледат луѓето, не може да разберат. Враќање назад предметот. И по враќањето на предметот, не го викаат ово што мислам и сигурен сум дека е лојален и непристрасен крим техничар Ангел Божинов. Значи, тие не го викаат него на повторениот предмет да кажи оти доказите се тука. Значи, дали, шо, кој, како, дека, зошто и така натака. Не го викат. Него ја викат психијаторката. И тука да не ви читам да губам време, а иначе тоа што јас го зборам е мојата голема одговорност. Јас не може да додавам или да вадам, за тоа сносам одговорност. Сум ви кажал еднаш. Што значи, во записниците е кажано и запишено дека тие одат со едно куче. Во увидот на истрагата, кримтехничарот Ангел Божинов, кој прв пат го видов во мојот живот на судењето. Тој веќе беше во пензија. И после тоа не сум го видел нигде, никој пат. Ни пред тоа, ни после тоа. И тој во неговиот записник напавано, во неговата скица, што сликал и се тоа,
во увидот на истрагата, бидејќи јавната унителка немаше време да дојде. И сега, тој не открива ама баш ништо од тоа што го кажува убиецот. А тоа е дека тој слушал кршење на гранки, поминала дива свиња, па тој пукал. Овој крим техничар кој беше во пензија, кој само е тој главниот крим техничар, прави радиус од 20-30 метри тамо колку, истражува све, не наоѓа никаква трага од дива свиња, ниту една скршена гранка. Локнат крв нема. И сега дури тој кажува, јас слушав, меѓутоа нашиот пристрасен, што не писмен, тотално не писмен, него нашиот пристрасен зборен, судија не го запишал тој во записникот, не му одговара. Ангел Божинов кажува дури вака, од тоа место кај што кажува убиецот дека пукал, е толку густа шумарката, дека е невозможно да пукаш од таму, а да не погодиш гранка. Ово е зборовите на Ангел Божинов го зборам. Што му покажува од кај пукал. Ама тоа во записите не е внесен. Од записите добивавме после 20 дена. Значи, како се одговара така. И по нивното одговарање повторно се поклапат многу работи. И сега, повратениот предмет не го викаме Ангел Божинов, главниот крим техничар кој вршише увити, кој се најбитните елементи околу истрагата, него ги викаме психијаторките. И со збора за психијаторките, од едно куче што пише во доказни постапки, тие во нивниот записник, како што го пишуваат, на едно место кучиња, на друго така, вака, онака, па кучињата, па повторно кучињата, се со цел да се брка работа, да се разбрка. И сега ја викаме психијаторката. И што ја викаме во судот, него не ми дозволува, овој тоталниот неписмен, знае дека ја видео он тој со професорот што се деси, дека не слушнал за таква прашање. И сега човекот не ми дозволува. Знае дека, знаете како, мој пријател да ви кажам, значи ти можеш не да бидеш невропсихијатор, ти можеш да бидеш не доктор, ти можеш, не знам каков научник, доктор на науки да бидеш. Меѓутоа, ако се овие цигари с кутија од цигари, значи не можат овие да бидат летечка чинија или далинско или друго нешто. Значи, ако е тоа така, е така. Нема бегај, ако е бело, ако е црно, црно. И не ми дозволуват. Ја бев спремен, и не ми кажуваат, ме правеа да сум јас мајмун, меѓутоа видеа тие, меѓутоа нема фајде. Во скицата и фотомонтажата е запишано, значи, изјавата на убиецот, кај стоел, од кај пукал и кај стоел моето дете кога го пукал. За да после во предметот, во завршни зборови, овој големиот адвокат, Звонко Давидовиќ, напишува дека моето дете клечел. Го мерев, јас тоа ви кажував, го мерев тој терен од 50 степени у горница. Не можеше докторот
25-30 години не може да се изкачи толкова стръмно, че толкова висина. И покрай тази голема висина пукајне отдолу нагоре, диаболите легуваат во телото по обдукција одгоре надолу. Тоа е возможно, да, само ако детето било со нозите нагоре. И тоа не представува доказ за овие нашите тотални неписмени обвинителка Василка Ковачева-Садикова и Иван Стаменов и судијката Николова. Тоа како да не е важно тоа. Важно е што напишеле психијаторките и нив повратениот предмет нив ги викаме. Да кажат тие како и тие во нивниот записник, ми имам тоа кучињата, Корој се оложи од хоби, пиштол 9 поседува, пред нив го има тоа, све. Безброј манипулации, дека тој ја зборува вистината во нивниот записник е запишено дека брза помош стигнала за 2 часа. Меѓутоа ви покажував јас таму записникот од Мурџев, докторчето, дека тој стигнал за 23 минути. Значи тој од неговиот записник, изјавата во неговиот записник од доктор Мурџев брзата помош. Ама во нивниот записник е запишено за 2 сата. 2 часа. Како е тоа? И зошто ова се прави? Не сте малку смешни? Со безброј манипулации, кога ви кажувам со безброј, да зборам цел ден, и ќе ви кажувам подред се тоа што е мизерно, глупаво, тупаво и така натака. Значи, они зошто се тотално неписмени? Мимом тоа што тонско снимање, акмис не работи, микрофони, све тоа. Еве ова од доказна постапка, да видите тука што ќе ви прочитам. Еве тука што пишува. Значи, ова е од Стефановски Слободан, другарот на убиецот. Значи, се договоривме да одиме јас и Мите. И тие отишле таму. И оттаму се слушнаа, пишува, изјавата на Слободан со убиецот Ѓорѓе Белчев. И тој дошол. Меѓутоа се слушнаа, ама како се слушнаа? По моите извештаи од ВИП, телефонскиот број да моето дете го барал, го нема. И затоа ви кажувам, јас знам дека убиетот се научува утрото, па ги бара нив, па оди таму теци, овој го чекат и пишува: кога дојде Ѓорѓе Белчев, му беше сварено едно кафе и веднаш тргнавме, демек на лов од вилата. Зошто го кажав? Во граѓанската постапка, што ја ругам Олгица Андреева, ја ругам. Вистината ја кажувам. Не ја ругам. Како може да се дозволи вакви глупости? Затоа ја кажувам безобразно, со мајка ти беа заедно и вие бевте, и што е пострамотно? Да шетите на гашти, што викаме ние на гаки, низ Евгелија е пострамотно, или да лажеш во пресуда? Напишала во неизината пресуда, тие заедно отишле. Еве колку заедно отишле. Друго што изјавува, 30 години се дружат. Со моето дете тие се возрастни, на возраст колку мојата жена. Обвинителката иста генерација е. Тоа е 32 годишно дете. Дете на мојата жена. Е сега, зошто ова го прави Олгица Андреева? Зошто напишува заедно? Кај прочитала? Се повикува на записник што го дал истиот човек, Стефановски Слободан, по првично.
првично, исто тој го објаснува како немирници земат, како одат двајцата и све тоа во Коњско го земат оружје и све тоа одат таму. Меѓутоа, ова напишува и сега тоа напишаното нејзина пресуда патува за апелација. И апелација читат, заедно тие отишле. Зато сте мизерни, неписмени, глупави. Тоа до кај ќе оди, не можам да знам. Но знам дека сте неписмени. Ни во пред 200 години не било така. Пред 200 зборам. Во индијанско време. Значи, има судија, те испрашува, нема второстепена, првостепена, невамо таа. Повратениот предмет, упорно правите тоа што ви дале, зошто го правите тоа? Те грабнале. Вие на убиеното зверско дете грабите пари. Прашањето, нели ви е страм? Сакам да ве слушнат ова што го зборам. Вашите поколенија, од деца, внуци, све тоа. Ке остане ова. Ова на YouTube ке остане. И јас, да не кажам, предпоставам, да не кажам многу, просто сум сигурен дека ке слушат. И знам дека ме слушат многу луѓе. И затоа ме поздравуваат. Вистината е ова. По записник запишена. Вие зборите измислици. Лажење, сушење. Судика пред пензија. Олгица Андреева. Нели ви е стран? Па јас не знам тоа како изгледа, меѓутоа, стварно не знам. Меѓутоа, такви прекршности да направам, нема пари, не постоја таква сума на пари што можам тоа да го направам. Зошто? Зашто сум човек со достоинство и ни случајно нема да го направам тоа вие што го направите. И да провршувам. Сакам да му кажам на главниот крим техничар Ангел Божинов, беше достоинствен, значи без дотворување, без лажење, сигурно му е понудено, 100% сум сигурен, да го подкупат и него, меѓутоа не се биле достапни. Иначе Ангел Божинов, главниот крим техничар, можел таму, апаратот за сликање беше црно-бела техника. Може да слика таму, па била дира, не била дира. Може да скрши некоја гранка и да ја слика и да каже, еве, ова е од дијаболата што пукал. Демеко тука е пукано. Можел човекот да прави маневризации. Меѓутоа, достоинствениот човек како мене, и такви ги има, постојат во можеби мал број или колку постојат, сега да не нагодувам, меѓутоа постојат луѓе кои не се купуваат. И затоа не го викаат повратениот предмет, да ги покаже и докаже доказните елементи кои се најбитните во предметот. И сега јас ви кажувам дека најбитните. Прашите професори ќе ви кажат исто. Ако прашате, ајде, многу пати ја спомнувам, професорката, кој учествувал во специјални судови, кој да не кажем, во Европа на семинари пило кај баран, Гордана Божилович Петрович, таа јасно кажува, значи, кога има спорна работа, се викаат, повратениот предмет се викаат, ако бил еден крим техничар, се викаат најмалку тројца. Или
во собраќајка, ако има повеќе, една жртва, две, не кажем и повеќе, значи, ако е предметот се работи за убиства, тогаш може да испадне целиот машински факултет и мерат до милиметар, како, шо, дека, зошто. Не сум го слушал ја во трајкот моноспитаво. Зборев еднаш. Него од врвни суди, кои во Хаг. Знам точно како е тоа вкрстено испрашување. Ако јас сум го слушал околу 17 години, знам, предпоставам, дека некои нема и да веруваат. Како бре 17 години? Така. Седам ја во судница, во публика. И сега, судијка главен, Деуганџијски Милан. До него судијката Снежана Бојлозова. И сега тој од Битола што беше, му го заборев името, обвинител. И сега Југ 2. И сега покажуват на видео бимот. Ги товари луѓето, двајца се качуваат во таксито и свртува назад колата и судијата го прашува обвинителот. Овие се тие мигранти? Обвинителот му кажува, па овие се, што мислите вие, тебе рогови да имат? И сега и ова слушнете го. Тие двајцата што се товарат во колата, што се качуват, што го изборат рогови мигранти биле, тие седат со мене во публика. И сега јас не можам да, ако станам да кажем, што работите бе? Ке ме изберкат одме надвор. Знам јас тоа, си кјутам тамо. Од тогаш јас слушам правни работи. И едноставно ми беа многу вака интересни и поучни. И затоа ги знам овие работи многу подобро од овие тоталните неписмени и јас сакав и кажав еднаш, еве, да направиме една интервју со некој новинар. Сакате било кај дека. Обвинителката. Дури кажував, ако не ве заплачам од незнаење, тотално сте неписмена, меѓутоа пристрасна. Па макар и судијата, исто така. Да видиме ние до која лекција вие, како сте и што знаете. Тотално неписмени, меѓутоа пристрасни. И тоа како мало дете. Ама важно се набалиравте на зверското убиено дете. Страмот е ваш, трагедијата е моја.